почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ова е разговорот кој што ви го должевме од минатиот вторник. Фудбалот веќе рековме дека представува мощен и исклучителен спорт. Прва фудбалска академија во Куманово е Академијата МИО. Представува центар за високи перформанси кој нуди комплетна програма за професионални фудбалски вештини и за развој на млади таленти. Оваа тема денес ќе обработиме со основачот на оваа академија, односно мојот денешен гостин е господин Ивица Божиновски. Добре ни дојдовте. Добро утро. Така, овој разговор, како што рековме на нашите гледачи, им го останавме должни од минатиот вторник. Имавме некоја техничка грешка со електричната енергија, па затоа сме сега тука да го довршиме на некој начин. Па се сложувам, пошто се ова е во интерес на децава и на самава општина. Така, тоа е и целта на нашата денешна емисија. Како дојдовте на идеја за потекнување за основање на вакво нешто? Па тоа произлезе од еден убав момент. Сите ние имаме деца, сите ние работиме за нив. Јас, како што знае и срединава и општинава, работев со угостителски објекти. Тоа време одеше, работава се во убав правец. Значи, доаѓа во тој момент со другарчиња, син ми вели: тато, може ли да ни купиш 5 фудбали? Почнавме фудбал да играме кај спортскава сала. Како што знаеме, спортскава сала има доле 2 терени и од тука почнавме со него да разговараме со тренерот, дај да направиме нешто поубаво, почна да се такмичат. И кога отидовме, тука ми она баш дојде и најкриво, да кажам искрено, на терените на Башкими, таму се по стандарди направено. Значи, ние игравме на зиково игралиште, народот знаеше, она главново игралиште беше депонија, имаше ѓубриште, имаше сметови, значи целиот град тука шут донаше се со камиони, али првичните услови почнавме на помошното игралиште, што е зиково. И од тука децава добија од мене поддршка и почнав да барам од институциите да ми го дадат главново игралиште, кое е сега тука во една убава светлина, и го почнав да го финансирам. Значи пред се почнавме со огромен труд да правиме по книгиве, по литературава што се на УЕФА, да читаме, да се стандардиве да ги запазнуваме. Значи нашиот терен во Куманово што го имаме направено е најголем и најдолг и најквалитетно со дренажи, со сите стандарди направен во Куманово. Така, Академијата МИО, односно тоа е една ваша академија, успешно постои веќе 20 години. Кои се вашите остварувања? Дали се она што го зацртавте, успеавте да го реализирате и до која мера? Па почетоците беа убави, пошто тогаш и имаше убави моменти од финансиска гледна страна. Значи, тој период имавме бесплатно 3 години да не плаќаат никакви трошкови деца. Имавме на 200 деца, беше тоа доступно за сите родители, за сите деца. Значи има бесплатна едукација, бесплатна спортска опрема, имавме сите категории, се такмичеа во сите категории од пионири до омладинци. Почнавме и да размислуваме и за првиот тим. Значи тој 3-годишен период многу убави моменти имавме во Куманово и со резултати, и со дечиња, и со бројот што захтева квалитет да се извади. Пред се сега тоа е малку оди тешко, значи децава се повеќе усмерени на друг дел од животот. Тогаш имаше и поубави моменти и во општеството. Секој родител финансиски не размислуваше за ова да тргнам, него се беше усмерено на нашиве деца. Така. Паралелно вашиот фудбалски клуб успешно се надпреварува и во општинската лига. Сега, да. Значи, почнавме пак после една мала пауза од 2 години, пошто ви кажав, овој период носеше кризи, што во срединава, што во Македонија, што на пословен план, така да бевме во еден период со мал застој. Сега почнуваме со прв тим
и така да имаме во општинска лига веќе број убав на деца 25, кои се тоа 17-18 години, каде што ќе го направиме оној дел да влеземе во треќа лига, каде што сум јас лично со финансискиот дел, значи можам да одговорам, спремен. Нема да зависиме во овој случај од Сојуз на спортови, од други институции, значи тој дел за трета лига си го имаме ние лично нашиот финансиски буџет. Така. Гледаме дека активно работите на таа програма за култивирање, за мотивирање на младите. Па што очекувате? Во сите овие периоди што ми покажа искуствово, очекувам пред се да вложам, да го градот на еден начин доближам до спортскиве терени, многу се оддалечени, како што знаете, сте информирани, немаме многу активности од младински школи. Значи, имаме активности во кошарка, што е убав резултат, али сето тоа се заснива од еден голем буџет. Значи, 20 милиони денари има Сојуз на спортови од Совет, од општина, толку е буџетот ова. Тоа се оди во правец на кошарка, каде што имаат убави резултати, али лично јас, како размислувам, е тоа што нема инфраструктура направено за дечиња. Значи, самите дечиња во кошарка немаат перспектива, само имаме една школа приватна, мислам, Пинк Пантери, док општинава не финансира во млад кадар за кошарка. Што мене лично тоа уопште не ми се допаѓа. Јас би направил база, па после тоа ќе одам во оној елитниот дел, како што е пример со фудбалот. Така. Вие сте биле успешен организатор на меѓународни фудбалски турнири во текот на изминатава година. За наредната година од ваша страна се планира организација на уште еден турнир со учество на екипи од странство. Па видите, јас во овој момент пред се правам некои работи што порано ги имаме постигнато. Значи, ние како Фудбалска академија успеавме репрезентација на Србија, каде што имавме гости, селектори, менаџери, ни беа луѓе со многу една убава програма пред нас представено. Значи, сето тоа го имаме веќе правено и сега сето тоа ќе го пак продолжиме, ама сега по-јако со маркетинг, со медија, значи ќе тражиме поддршка, што јавноста и не е ни запознаена. Раднички Ниш ни беа училишен спорт, бевме и спонзори на училишен спорт, 10 школи, над 200 комплети дадовме, голема сума на пари потрошивме за тој турнир на училишен спорт, што лично јас не сум задоволен од оној камбек. Значи, сите после тоа наша идеја, наш проекат, сите си утидоа и не роди плод. Так, во еден период од вашиот досегашен живот, така да кажеме, вие рекреативно бевте голман. Да, тоа е убаво време од порано, да, бев со Слободан Мутибариќ, јас имам и средно филскултурно завршено. Значи, во тој период во Скопје кога одевме и имаме со Мутибариќ убави успомени со репрезентација на Македонија, пионири збориме. Значи, тоа беше прва година средно, втора година, тоа се пионири по категории на возраст. И имаме убави моменти што ми на еден начин ни даде подстрек. Викам, чекај, па јас цел живот сум со фудбал, цел живот сум со спорт, па и средно во филскултурно имам завршено. Дај нешто да постигнеме, да направиме, пошто во сета она работа моја, ако не оставиш дело во животот, не си ништо живеел. Значи, делово го сочинува еден човек кој ќе збори за него понатамошни генерации и генерации што ќе го зборат тој момент. Така. Јас овде во моето студио имав можност да угостам некои гости кои што се баш компетентни за да зборуваат за спортот, па и за физичкото образование во училиштето. И сите заклучуваат дека младите не се доволно активни. Па не се активни ради тоа зашто еден атлетичар, спортски кажано, нема цел. Значи, трчи на пола пат ке се откаже. Тоа е и одговорот на ова ваше прашање и на самите спортски работници. Значи, ние немаме завршница во ово. Имаме текст, сега почнуваме со некои си моменти убави. Еве, ќе кажам, пак Пинк Пантер имаат многу убава програма, школова за кошарка. Значи, ги пратам, одат на такмичења, имаат се, али немаат поддршка. Затоа ние во овој момент треба да дадеме
се од себе да ги истимулираме самиве деца. Затоа е тој проблем во срединава наша. Така. Како реагираа? Дали заинтересираноста расте? Во моментот со овој проекат што го имаме сега, ние пуштивме и кај вас реклама на К3, бесплатно ќе биде за сите деца 2005-2004. Значи, комплетно ќе добијат спортска опрема, ќе добијат тренери, меѓународни турнири, ќе правиме во јуни кај нас во Куманово. Интересот се повеќе и повеќе расте, пошто медиски ги и градот полека сега и школиве ќе ги посетат моиве спортски работници во тој дел што ќе го направиме да биде уште помасовно. Во моментот броиме над 50 дечиња за период од месец дена. Значи, мислам дека по она статистика што ја јас лично правам, ќе го вратиме оној број од 200 деца да направиме убав еден концепт за селекција на град Куманово. Значи, самиот проекат ќе придонесе да има дете бесплатно све, али тука ќе мора да ми помогнат и родителиве. Нивни што ќе дадат подршка да го донесе, да биде редовен, дисциплиниран. Значи, ќе се работи професионално на тој дел од работава за да го повеќе омасовам бројот, па сигурно кога има квантитет, ќе има и квалитет. Така. Што мислите, дали постои, дали ќе се случи еден камбек на самиот спортски дух во градот? Видите, за сето тоа треба и општеството да се заложи. Имаме ние спортски работници, и Димитар ќе го спомнеме професорот. Извади квалитетни деца за 30 години, понајашто професорот по физичка култура. Ќе оди до 18-20 години, после тоа децава немаат цел, немаат финансиски камбек. Значи, професорот има направено генерации и генерации многу јаки рукометари во општинава Кумар. Што е проблемот? Проблемот е и Скопје, да ви кажам искрено, пошто сите они си ги форсираат своите деца. Ние немаме лично овдека резултати да го првиот тим, еве, преска спомнавме за кошарка. Тоа е голем трошок. Али па немаат база. Овдека имаме база кај професор Димитар, кај мене во фудбал, во кошарка, пимпатери, ама немаме подршка после оној финалниот дел кога ќе дојде, големиот материјален трошок, немаме финансии, тука се завршува. Значи, можеме да направиме многу убави работи, али со заедничка подршка и од општинава, и од школиве, и од професориве, за да има резултати во сите полиња од спортот. Значи, тоа е моје мишлење. Сега понатаму имаат и по луѓе кои се искусни од мене, го спомнав Димитар и уште повеќе ги има да не ги напомнуваме, али сето тоа си предонесува оној финансиски оддел. Така. Дали сметате дека во Куманово има млади деца кои што се талентирани за спортот? Па видите, јас во спортот е поопширен збор. Не сум компетентен да зборам сега за рукомет, за кошарка. Ова што го гледам, го кажувам што е веќе видено во срединава наша. За фудбал можам да кажам се што го имам остварено. Значи имам остварено спортски центар, инфраструктура, што е многу битно, соблекувални, тушкабини, ресторани, значи сето тоа е прв тим. Сега правиме база бесплатно, ќе има за секое дете кое што ќе дојде 2004-2005 селекција на Куманово, каде што мојот програм ќе донесе и со меѓународни турнири. Значи, финансиски сега сум моќен сето тоа, пред да го почнам ова да го размислувам и сега да го презентирам, имав направено финансиски колку сето тоа ќе ме кошта и веќе излегувам во јавноста со една моја идеја, што мислам дека ќе роди плод на фудбалскиот дел. За понатаму спортот, што ќе биде, како ќе биде, еве, имаме 4 проекта што државава веќе ги најави дека ќе имаме бесплатни едукација од стручен кадар, значи што е многу битно кај мене зборам. Значи ние немаме тренерски кадар во Куманово, пошто јас сум 20 години во фудбал, сето тоа останало на стариве тренери. Немаме програма на млад едукативен дел каде што ќе ги пратиме децава што се спортисти или со факултет ДИВ, да семинарот го еве владава што го спомнав, ќе го поддржат на меѓународно поле, ќе добијат едукација, поддршка.
финансиска. Значи, целава работа е тука кај општеството. Имаме ослободување на данок, значи, ќе имат во тој програм. Сите фирми што се малку помотни ќе можат да дадат, а и ќе ги се врати на еден начин. До овој момент немавме такви. Само треба ова сега во службен весник да излезе и да почнеме од 2017 званично да го тоа се ние како спортски клубови имаме благодето таа програма. Така, од кога официјално започнува тоа пријавување? Пријавувањето ќе почне од први сега, значи имаме контакт телефон испишано во огласот, значи можат и лично на Facebook Фудбалска академија МИО да се пријавуваат. Имат и доле клубски простори кај спортскава сала, значи на самиот стадион имаме секретар кој си ги прима децава, си запишува. Сето тоа ќе роди плод тек таму од пролет. Значи сега и самата временска прогноза и самава ситуација во држава не дозволува многу да се размислува за спорт. Сега сме фокусирани сите на друг проблем. Така. Велат дека сепак спортот е најдобар промотор на една држава. Дали го делите ова мислење? Спортот, еве, вчера ми беше како најсвеж пример алколоид шаховски првак во Куп на Европа. Пред тоа имавме момент репрезентација на Македонија U21. Значи, сето тоа е резултат на една макотрпна работа, каде што, како што спомнав, алколоид е еден од поголемиве гиганти, може да си приушти секако финансиски трошок. Фудбалскава федерација доби подршка од председателот Илчо Ѓоргиевски, кој уне за 4 години направија национална академија. Значи, таа национална академија донесе генерација со 4 години работа да ние бидеме пред една Француска, која за квалификации каде што кошта 110 милиона, самата репрезентација младинска. Значи, Исланд го победивме, Северна Ирска, значи, Украина, сето тоа што го зборам, ние имаме уназад 4 години макотрпна работа со едно квалитетен тим, каде што Илчо лично го направи со своето искуство и еве го плодот. Значи, за сето тоа треба време, треба да се направи една програма и да се направи база и од таа база веќе одиме. Значи, одиме подгоре за да направиме квалификации за Европско првенство, за прва лига во Македонија или некој повисок резултат. Еве, нашиот голман Столе Димитриевски бранеше против Шпанија. Тој е од моја школа излезен голманот. Значи, сега кога игра Шпанија-Македонија, по негова заслуга требавме да Али Киксови направија полно одбранбени играчи и дечково не можеше да даде допринос за репрезентација. Иначе, како голман, како личност има раснато во нашава фудбалска академија и е наш сограѓанин од Куманово е дечково, а во Шпанија брани во Гранада. Така. Дали имате можеби некои соработници, некој што ви помага во реализација на целокупната оваа програма? Јас, да ви кажем, можда и моја грешка не сум барал. Можда и самава програма што сакав сето тоа да биде на еден начин моје дело. Значи, да не утре од страна добиеш негативни коментари. Од сега понатаму до трета лига, значи, јас имам свој концепт, се тоа ќе оди до трета лига од моја програма. Ако и моја финансиска подршка, ако видам дека самиве деца имаат резултати, тогаш ќе бараме и од општинава, ќе бараме и од Агенција за млади и спорт, ќе бараме и од Фудбалскава федерација. За овој турнир сигурно ќе барам подршка, пошто ќе ги викнеме во јуни 3 амбасади, значи 3 фудбалски школи доаѓаат во Куманово од Така да напоменеме малку за тоа. Од Грција, од Бугарија и од Србија. Значи, тоа се звучни имиња, не сакам сега да ги презентирам, пошто нека биде изненадување. Така, сега го. Да. И тогаш ќе бараме подршка од овие институции што ќе можат нормално во нивни рамки да помогнат, али тоа ќе се на еден начин во Куманово многу убаво одрази, пошто секој родител ќе види дека
Еве го спомнавме Столе Димитриевски од Куман. Голманот наш има после нашава едукација отидено во работнички, значи на 18 години. Самиот клуб, пошто тоа е мој хендикеп, имаше инкасирано огромна сума. Значи 800.000 евра има договор подпишано работнички со Гранада. Во таа цела сума, колку има голманот Столе Димитриевски? Јас лично не знам, али тоа е пак многу и колку да е. Значи, во овој момент турнирот мене ќе ми е приоритет да донесам страни менеджери, да донесам стручен тим да проценка направат дали ние успешно работиме. Али за сето тоа ќе се навратам на онаа програма што ја има владава на Македонија. Ќе имаме бесплатни тренери од страна, значи едукација на млади тренери кои се под биро, ќе ги пратам да се едуцираат. Сето тоа мора да роди плод, да го стигнеме Столе, да го стигнеме Пандев, значи еден вид имаме ние многу убава нација, многу јака нација, али она завршницата ни е крајот, за жал многу лош. Така. Тука некаде со оваа порака би го заокружиле денешново издание, односно би ја заокружили оваа тема. Секако, ова е за секоја чест, за секоја пофалба и што друго можам да ви кажам, освен да ви посакам успех и искрено се надевам дека кога ќе ја изреализирате сето оваа дополнително замислена програма, ќе се видиме пак во нашето студио. Благодарам и на вас и на телевизијава и поздрав до срединава и до младите деца кои ќе дојдат кај нас да дадат резултат, а и на еден начин да дадат подршка на самава фудбалска академија. Така. Ви благодариме многу. Вие, драги гледачи, останете со нас. По кратка пауза, повторно се враќаме во студиото.